Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Вест. Како што веќе знаете, недела е терминот кога што зборуваме за темите од земјоделството. А дека социјалното предприемништво и органското производство може да одат рака под рака, најдобар пример е тераписката заедница Покров од Струмица. Ова заедница каде што се лекуваат зависници од дрога, алкохол или хазард, отвори и почна со органско производство и своето социјално предприемништво го насочи кон овој вид на сертифицирано производство. За искуствата, предностите, но и сето она што во целиот овој циклус на работа ја следеше тераписката заедница, предлагам да го слушнеме излагањето на првиот човек на тераписката заедница Покров, Сократ Манчевски, кој што го даде при презентација на проекти за социјално предприемништво. Во нашата работа не успеавме да ги имплементираме сите програми кои што се потребни за целите групи со кои што работиме, а тоа се пред се зависници од дрога, алкохол и коцка. Се во помало време вклучуваме и други маргинализирани групи, све со цел да поминат процес на рехабилитација и ресоциализација заради реинтеграција. Значи да може да ги вклучиме на пазарот на труд како равноправни чинители на тој ист пазар. Тераписката заедница Покров е лоцирана, знаете сите, предпоставуваме и нашите гости кои што беа вчера, лоцирана е на 5 км, значи од тук, од градот Струмица, на село Баница е сместено меѓу село Водочи и село Баница. И таму се случува, тоа заради што денес тука сме собрани, но се случува еден процес на рехабилитација, ресоциализација и во исто време користејќи ја најмощната алатка за самоодржливост е социјалното предприемништво, спроведуваме процес на реинтеграција. Оние најбитни инновации кои што ние успеавме да ги имплементираме во нашата програма е тоа што успеавме во последните 4-5 години да го развиеме социјалното предприемништво до, да не кажем до процентна, 100% самоодржливост, само полека се движиме кон таа бројка и тераписката заедница Покров, мислам дека до 2020 година може да биде 100% самоодржлива организација и само да може да ги споредува сите активности, без да бидат потребни дополнителни финансиски ресурси. Оно што е многу важно за нас како организација, што ни издвојува од многу други организации кои што работат тераписки процес, е тоа што ние го викаме безболна детоксификација. Тоа е нешто што е многу важно да се случува во таква организација, бидејќи лицата кои што имат проблем со зависност, најголем проблем е за да се вклучат во процес на рехабилитација и ресоциализација, всушност страдат од абстиненцијални кризи. Кај нас успеавме да тој процес го изменеджираме на начин да биде безболен. И оно што е најважно, и оно што сметаме дека е наша најголема инновација е дека на нашите клиенти има возможување после завршување на процесот кој што кај нас трае 18 месеци да добијат вработување, значи да поминат низ процес на рехабилитација и ресоциализација и на крајот да добијат вработување. Во изминатите неколку години успеавме да вработиме 6 такви лица, кои што успешно го завршили процесот и сега работат на тераписката заедница. И затоа викаме, оно што можеме да го отсликаме во една рамка е да се произведува, да се лекува и да се рехабилитира, односно да се реинтегрира, тоа сето да се случува на едно место. Значи сето тоа се случува во тераписката заедница Покров. Што тоа значи? Тоа значи дека заедницата во исто време станува контекст во кој што се случува промената, метод кој ја овозможува таа промена и место каде што може да се добие вработување. Значи задоволени се сите предуслови, една личност која била на маргините, која била отфрлена од сите, на крајот да заврши како данъчен обврзник. Добирајќи работа, автоматски сите тие лица стануваат данъчно обврзници кои што и сите ги плаќаат. Кај нас во тераписката заедница развивме органско производство се со цел да можеме на нашите клиенти да им овозможиме на процесот на рехабилитација и ресоциализација
да можат да научат, да стекнат работни вещини, да бидат отговорни и накрая да можат със своят труд сами да добият върховата. Оно, що при нас е най-развиено е органското производство. Имаме сертифицирано органско производство на огнищни землището на повършина скоро 16 декари и сега в момента имаме потребно от разширяване на нашите производствени капацитети, що за нас е много важно, бидейки успявахме нашите производи да ги пласираме на маркетите на Тинекс, в няколко продавници изготвилище Хелти на Зеги и нашите производи са леки препознания на пазарите и затова имаме потреба от разшируване на истите капацитети. Оно ще сакам со вас денес да го споделаме, що е вързано за социалното предприемништво и тук би го оставил моят фокус, е дека за да се занимавате с социално предприемништво, вие може да обновувате економическа активност. За жал. Ние сме дълго време присутни в този процес. Некако и между първите започнахме да го разберем социалното предприемништво. Но и на донаторите, и на сите чинители, включително и на държавните институции, на локалната самоуправа, главният фокус беше не да се формират социални предприятия, тук главният фокус беше да създаване на стратегии, да създаване на закони, да създаване на програми, за които ще може да се сдружуват потенциалните социални предприятия. В смисъл, дека е сега в истинското време, ние така имаме голямо завишуване на моделът на социалната економия, и покрай това, що живеехме в 50-те години, живеехме в време буквално в социална економия. Имаме едно така фино изкуство, че може да го изкористим и днес. Главният фокус да не биде в създаване или промовиране само на социалното предприемништво, тук да биде да се възможат да се създават социални предприятия. Ви кажа, защо това е най-важно. Най-важно е заради това, защото за да бидете добро, одръжливо социално предприятие, вие може да споделувате квалитетни икономически активности, които ще поносят профит. Значи социалното предприятие единственото, що се разликува от другите предприятия, е в разпределбата на профит. Или това е най-голямата разлика. Не е дека тие не трябва да създават профит. Постоят митови, той е дел и аз се надвам дека тие митови много бързо сите ние ќе помогнем да бидат надминати. Това е много важно да се случи от причина, за да почнат да се формират социалните предприятия. И ви кажем една голяма причина, защо е това важно. Ако работите социални групи, како ще работи лица в лица. Ако работите социални групи, с които ще ние работим, сите тия социални групи на отреден начин имат ограничени можности в създаване на профита. Що това значи? Значи, ако разделите ги, например, лицата с попреченост, тие имат ограничени можности в създаване на този профит. Но затова се социалните предприятия, тук, които би ги прихватили тези лици, за да има възможно да ни поминат процес на рехабилитация и ресоциализация, това що би се създало? Би се създало един амбиент, в който они, пример, ќе дадат 100% ученок, ама няма да създава 100% профит. Затоа што не може това да го направи. Реално не може. И сега, на сите тия комбинирани начини на финансиране, кои во цел свет, не само кај нас се финансират социалните предприятия, што ќе овозможиме? Ќе овозможиме тој недостаток, што тие не може да го остават во профитот, да се оствари на тој начин, односно на друг начин, а тие повторно да имат 100% от тој профит, бидејќи и нивните потреби се 100% како што се и нашите потреби. Тие имат потреба да се облекуват, да се хранат и да вършат необходимите работи. Значи, втора работа, со што треба понатаму да се занимаваме, е начинот на финансиране на социалните предприятия. Тук лежи ключът, значи во креиране, во создаване, во амбиент, во кој што ќе може на много по-безболен, на много по-лесен начин да се формираат социалните предприятия. Потоа да изнајдеме начин како тие предприятия ќе ги финансираме не 100%,
еден дел да сами ќе се овозможи да призем своите економски активности, а може да има да постоят и алтернативни начини со кои ќе ги се финансират, за да може да офатат што поголем број на лица кои ќе би биле вработени во тези социјални предпријатија. И трета голема работа што јас мислам дека треба да се случи, ако е најмногу ќе помогне во создавањето на нови социјални предпријатија, е процесот на децентрализација и либерализација на социјалните услуги. Тука локалните самоуправи може да одидат клучна улога. Фала Богу, ние живееме во општина која што максимално се труди и максимално дава поттик и финансиски можности на сите и социјални предпријатија и сите други здруженија кои што работат со овие специјални групи. Се надевам дека тој тренд ќе продолжи и ќе уште повеќе. И мислам дека тоа може да смени социјалната карта на нашата држава. Од причина што ќе отвори многу нови квалитетни работни места и на тој начин веројатно ќе биде софрен и дел од миграцијата која што многу луѓе нема да бидат мотивирани среќата да се вобарат или во Европа, туку ќе останали овде да работат, ако имат квалитетни и добро платени работни места. Јас некои од овие работи веќе ги кажав, оно што сметам дека за нас е сега најважно, ние се движиме полека по тој пат да станеме само одржливи до 2020 година и да отвориме нови работни места за целите групи со кои што работиме, бидејќи потребите од тие работни места од ден на ден стануваат секој ден. Ова е повеќе за програмата на тераписката заедница. Јас не ги трошам време за ова, доколку некој сака да интересира за како изгледа програмата, би позволил после презентацијата да разгледам. Ова се фазите на третманот, би кажав трае 18 месеци и се оно што е важно, при нас работно-окупационата терапија е застапена еднакво како и тераписките други тераписки активности. И за органското производство се го менеджираат експерти и во теоретичкиот процес работат повторни експерти, тоа се психотерапевти кои што заедно го хармонизираат целиот тој процес во кој што еднаква улога имат и работно-окупационата терапија и тераписките активности. Ова е дел од нашето производство. Во нашите неколку години имаме сертифицирано органско производство, значи со сертификат од добиен од процес, тој е сертификациона куќа која во нашата држава ги издава тие сертификати. Тоа се дел од нашите производи конзервирани. Од оваа година имаме и сушени производи, не стигнахме, не знам кои причини да ги донесеме, да видите како тоа изгледа дрвка, тој што ги имаме веќе испакувано. Ова е дел од тераписката заедница, веќе имаме определени се што им е потребно на клиентите за да може да имат еден нормален процес. Микрокредитна фондација Хоризонти за сите индивидуални земјоделски производители ви нудиме микроагро заеми до 10.000 евра. Хоризонти ви нуди прилагодени отплатни рати, асистенција од персонал и изнаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите. Во Хоризонти и микробизнис заеми и микрозаеми за домување, фиксна каматна стапка, транспарентни договори, стручна помош, заедничка кредитна проценка и следење на напредокот. Тоа сме ние. Хоризонти, вистински партнер за вашиот бизнис. А во земјоделската емисија секако совети за фармерите, за земјоделците кои што ги работиме и ги даваме во соработка со нашиот стручен експерт Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Еве се наоѓа период кога постепено и доаѓа според времето и есента, односно иако календарски есента настапи во минатиот месец, сепак времето повеќе личи на летно-есенски дел.
Велам летно-есенски затоа што во текот на денот температурите знаат да достигнат и до 23-24 степени Целзиусови, додека наутро веќе се јавуваат поладни периоди, односно температури под 10 степени Целзиусови. Значи, од 4 до кај 9 степени Целзиусови. Ваквото време, значи ваквите големи амплитудни разлики меѓу дневната и утринската температура доста негативно влијае врз културите, градинарските култури, кои што се уште се одржуваат и се уште се одгледуваат овдека во Стромичкиот регион, нормално под пластеници, оранжери и така натаму, затоа што голем број на земјоделски производители, плашејќи се од поголема количина на роса влага врз самите растенија, се уште има луфтирање во текот на ноќта, значи наутро, на пластениците, односно оранжериите, што достигнува, односно допринесува до одредени пореметување на самите растенија. Еве, кај мене веќе се јавија, се пожалија земјоделски производители каде што има плодови на краставици и на деформација, и често пати и тука има едно погрешно мислење, едно погрешно сваќање дека еве пример ова или ова е како резултат на појава на трипс. Не е точно. Значи ова не е од трипс, ова не е од трипс, него напротив, овие пореметувања како резултат се постигнуваат на овие поладни утрински температури. Краставиците, па и доматите, па и пиперката се топлолюбливи растенија. Значи да гледаме температурите да не паднат под плюс 15, односно 12 барем степени Целзиусови. Затоа што, пример, кај пиперката, ако падне на плюс 10 степени Целзиусови, па и пониско, може да се случи сите мали плочина или цветови да ги изфрли. Или пак, ако температурата кај доматите падне исто на 10, а еве знаеме дека е у фаза на гоење, некаде изрење, може да се случи да дојде до пукањето на плодовите околу рачката, концентрично или пак зракесто, а кај краставиците се јавуваат овие вакви деформации, односно извиткување на плодовите, абортуси и така нато. Затоа ќе повторам, препорачливо е да се пред се абиотските фактори да се внимава, значи при крајот на денот, кога се уште во фолиите оранжерите е потопло, да се затварат порано, а наутро да се отварат, односно кога температурата ќе се качи околу 15 степени Целзиусови, кога ќе се осветлат од сонцето оранжерите и пластениците и тогаш да се отварат, да има луфтирање. Нормално, за да не дојде до болест, треба да се води сметка и за заштитата на растенијата со употреба на фунгициди со кратка каренца. Под каренца се подразбира период кој што мора да помине од последното прскање па до берба на плодовите. Еве пример, сега е бејќи поладно време, за среќа не се бери секој ден или секој втор ден, него на 3-4 дена, пример, долгите краставици, па може да се употребат и одредени фунгициди против пламеница и со тоа во исто време ќе се заштитат самите растенија. Ова, почитувани гледачи, е сосема кратко за овој проблем, за ова појава во градинарството. Нормално вие во колку се интересирате и би требало да се интересирате и за другите проблеми во однос на заштитата, прихранувањето на растенијата и така натаму. Пожелно е, еви, повелете, дојдете овдека кај мене во земјоделската аптека на Фитохем Промет, кој што се наоѓа на 4 јули број 6. Тоа ви е улицата кој што е помеѓу кој што е зад Глобал, значи таа мала уличка, од десна страна, и каде што бесплатно можеме овдека да поразговараме, да добиете од мене совети, а нормално и бесплатна посета на терен кај вашето производство, во колку има потреба на лице место да се констатират одредени проблеми. Поштовани гледачи, тоа беше се во ова најново издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал. Ви се благодарно за вниманието со кое не следевте. До следната недела останете во добро расположение. Пријатно.
Заеднички со градоначалникот на Кочани, со амбасадорот на Европската унија, неговата екселенција Самуел Жбогар во Македонија, со градоначалници од регионот, директори, представници на институциите, со граѓаните сме тука во Кочанско да ги одбележиме деновите на Кочанскиот Орис пред почетокот на самата жетва. Ова манифестација, по втор пат сум како министер на оваа манифестација и разговараме исто така и за проблемите и перспективите кои што ги има оваа стратешка култура за овој регион и за Македонија. Како што кажа градоначалникот, меѓу 2600, можеби и до 3000 хектари, согласно податоците на платежната агенција и на нашите подречни единици тука се засејани со Орис, се очекува околу 15.000 тони оризова арпа оваа година. Владата на Република Македонија, како и во целиот овој период, во текот на оваа година, уште од самиот почеток, знаете, носевме постојано интервентни мерки за секоја една стратешка култура во државата. 10% линеарно беа зголемени субвенциите минатата година заради состојбите во земјоделството, заради напластените проблеми, заради отсуството на стратегија, а особено во делот на Оризот имаме, би рекол, еден 10-годишен застој во инвестирање и во науката, и во новите сорти, и во акцентот кој што државата го става на оваа проблематика. Затоа 300% беше зголемувањето по хектар на субвенциите за минатата година кој што ги добија оризопроизводителите. Од тука повторно ја праќаме пораката дека и оваа година, согласно сите состаноци и средби со производителите, со откупувачите, согласно сите информации и анализи кои што ги правиме и ги имаме во текот на овој период, владата на следната владина седница ќе излезе со мерки кои што се однесуваат на производителите на јаболка и со мерки кои што се однесуваат на производителите на Орис. Денеска денот тука исто така ќе го искористиме за да ги имаме на увид сите информации и податоци за состојбите и навистина ќе носиме и одлуки со кои што тековно ќе ги поддржиме оризопроизводителите, но и на еден подолг рок државата секако гради стратегија и ќе вложува во оваа стратешка култура, односно во Кочанското бело злато. Може да најавам дека во програмата за рурален развој за 2019 година, како што тоа го направивме оваа година со поддршка која што директно дојде од Министерството и од Платежната агенција за Институтот за сточарство, за Управата за хидрометеоролошки работи, 2019 година ќе биде година во која што ќе имаме мерки за модернизација и вложување во Институтот за Орис, кој што е оставен од страна на сите чинители и во кој што навистина десетици години не е инвестирано ниту во опрема, ниту во едукација, ниту во човечки потенцијал. Ние нашето ќе го направиме да преку програмата за рурален развој издвоиме онолку средства колку што треба навистина да се вложи во модернизација и во опрема, односно во реконструкција на целокупниот овој објект и на институтот, заради тоа што тоа е најбитната научна алка преку која што навистина треба да ставиме акценти на нашите долгорочни политики во делот на оризопроизводството. Владата во целиот овој период креира стратешки мерки и политики, распишани се неколку мерки преку кои што ќе ги правиме нашите стратегии заеднички со меѓународни признати институции кои што ќе помагаат во делот на креирањето на нашата вистинска стратегија за развој на земјоделството. Нема да бидеме задоволни со 3% раст кој што го имаме во првата половина од годината како сектор земјоделство, кој што е забележлив за разлика од претходните години. Навистина ни треба еден крупен ичекор во креирањето на нашите политики и секако дека оризопроизводството како стратешка култура ќе го најде вистинското место во следните владини политики. Нека е честит денот, овие денови на Кочанскиот Орис, пред самиот почеток на жетвата, ги најавуваме тие мерки и политики, ја навуваме нашата поддршка, никој нема да оставиме сами, нема да ги оставиме ниту оризопроизводителите и оваа година владата подготвува мерки и политики кои што ќе бидат усвоени на следната владина седница. Благодарам. Поштовани гледачи, тоа беше се во ова најново издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал. Ви се благодарност за вниманието со кое не следевте. До следната недела останете во добро расположение. Пријатно.